Последното есенско 14-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток не донесе резултатска добивка за екипата на Осогово, која викендов гостуваше во македонска Каменица против Саса. Домакините победија со 2:0 и ја остварија главната цел да ги освојат бодовите и да се одлепат од дното на табелата. Гостите од Кочани пак, иако не прикажаа толку слаба игра и имаа неколку шанси пред противничкиот гол, сепак на крајот со наведнати глави го напуштија теренот. Првиот посериозен удар што можеше да им донесе водство го имаа уште на самиот почеток од надпреварот, но топката заврши во пречката, пошто дојде и казната. Во 35-та минута домашниот играч Златковски го донесе водството за Саса, а до крајот на полувремето имаше уште неколку шанси за погодок на двете страни. Посебно за одбележување е што неколку минути пред да се отиде на пауза, жолто-сините имаа 100% прилика да го изедначат резултатот, но не успеа од само 2 метри да го погодат празниот гол на домакините. Во текот на целото второ полувреме пак, играта главно се одвиваше на средината на теренот, иако домакините имаа неколку можности да го зголемат водството. Тоа им успеа дури во 85-та минута, кога домашниот напаѓач Паунов со соло продор и прецизен удар во горниот десен агол на голот на Осогово го постави конечниот резултат 2:0 за Саса. Со 10-тиот пораз, Кочанскиот второлигаш на крајот од есенскиот дел на првенството останува на последното место на табелата со само 8 бода, а есенски шампион е Беласица. Продолжението во пролетниот дел е закажено за 3 март, а Осогово тогаш ќе биде слободно. Во неделата се одигра и 9-то коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Како што се очекуваше, женскиот фудбалски клуб Кочани имаше тешко гостување во Велес против тимот на Борец и загуби со 5:1. Велешанки потврдија дека сезонава играат одлично и како домакинки и во гости, па со новите 3 бода и подобрата гол разлика од екипите на Атлетико и Статов го задржаа третото место на табелата. Кочанскиот прволигашки тим пак со досегашните 10 бода се наоѓа на 7-та позиција, но и таквата ситуација може да биде само привремена, со оглед што во следното 10-то коло ќе игра во гости против Топ Гол од Битола, екипа која има само 1 бод помалку и 1 место подолу. Во третата кошаркарска лига се одигра 6-то коло, во кое Баскет Дино на домашен терен ја победи екипата на Дамвер од Гостивар со резултат 94:71. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров релативно лесно дојдоа до бодовите, со оглед што гостиварци немаат ниту една победа во овогодишното првенство и се на последното место. Во текот на првите 3/4 тие имаа предност од 15 на коша, а само во последната четвртина попуштија во нападите и им дозволија на гостите да ја добијат со 1 поен, што сепак не влијаеше на крајниот резултат. Со 10 бода Баскет Дино го дели третото место со тимот на Пинк Пантери, а во следното коло ќе гостува во Неготино против екипата на Спорт Тим, која во моментот е второпласирана. По 3-неделна пауза во неделата се одигра и 7-то коло во првата пинг-понгарска лига, во која екипата на Кочани се сретна со Студент од Скопје. Нашите пинг-понгари беа подобри и победија со 4:0, со што по завршувањето на првиот дел од првенството го делат второто место на табелата со битолските екипи Мултитекс и Педистер.